За да се утврди баш до каде се прошли карциномот. Отишли на едната, на другата, тоека кој се појавува. После операција или после зрачна или хемотерапија или хормонална терапија да се види каков е одговорот на терапија. Потоа тај жени кои што има се позитивни на тие BRCA1 и 2 антигени, тоа генетско испитување кое што може да го направи и во Македонија. Баш дознав дека во една лабораторија, во поголемиот дел од лабораторијата изнесува 4500 денари, ремедите 10.000. Значи, достапно е во Македонија, много приватни клиники, не на државно. Има една дојка нормално. Се што е проблем со силикони, руптура на силикони, воспаление од силикони, се што е поврзано со силиконски имплантанти, тоа го спроведува магнетната резонанца. И на крајот, значи, имам само едно прашање, дали мажите можат да заболат од рак на дојка? Значи, 1% од карциномите отпаѓаат на мажите. Се јавуваат над 50-та година, но имаат полоша прогноза поради еден факт. Не се откриваат на време, се јавува срам кај пациентите или неинформираност или незапознаеност, ама 1% отпаѓа на мажите. Како некои ризични фактори се сметаат некои генетски рушувања, некои клинефтерови синдроми, ништо не знаеш пана. Потоа изложеност на естроген, значи луѓе кои што примаат терапија за карцином на простатата, таа терапија содржи естрогени и се имаат некоја мала предиспозиција кон карцином, дебелината, конзумирањето на алкохол од секогаш и секаде болести на црниот род. Тоа е тоа за диагностиката, како и да е само преглед, екомамографија и тоа е. Да бидеме живи здрави. Благодарам. Какви се вашите сознанија околу употребата на силикони, спомнавте, знаеме дека е доста популарно кај младите, а каква е безбедноста, вашето сознание, какви се Обично досега нема позната студија која ќе покаже дека силиконите доведуваат до појава на карцином на дојка. Истите тие може да доведат до некоја појава на хронично воспаление околу самиот силикон. Хронично воспаление кој што ќе доведе до фиброза и задебелување на трагелот дојка. И сега опасно е кај силиконите руптурата што може да настане. Ако настане веќе таа руптура, тогаш веќе има сериозен проблем. И руптурата си носи своји ризици, бидејќи самите силикони денеска на големо се употребуваат во таа реконструктивна постоперативна мастектомија. Значи, нема познати истражувања дека ќе доведат до рак. Единствено руптура, ама тоа е да се избере добар хирург. Инаку не се биде. Благодарам. Значи, на крајот од трибината секогаш оставаме простор за ваши прашања, така тука се на располагање нашите специјалисти, така да ќе одговорат на секој ваше прашање. Доктор Кибилјана, од ваш аспект како специјалист психијатар, на кој начин се третираат диагностицираните жени за болени од рак на дојка? Прво благодарам на поканата. Добро вечер на сите. Јас сум доктор Билјана Георгиевска, специјалист психијатар. И накратко ја начнавме и темата за ментално здравје и за симптомите кај пациентките кој што е диагностициран. Докторката веќе кажа низ неколку фази што поминуваат и стресот што го минат од почетокот, па и по завршување на самото лекување. Ако зборуваме за ментално здравје, само да кажеме дека не е тоа отсуство на ментални нарушувања, туку е чувство на среќа и благосостојба. Менталното здравје е клучно кај самата индивидуа, меѓутоа е клучно и за целата средина и за целото општество. Тоа влијае на сите активности кои што ги имаме, на врските со другите луѓе и на физичкото здравје и обратно. Сите активности, настани и физички фактори влијаат врз нашето ментално здравје. Ако зборуваме за карциномот на дојка и за самите пациенти, ќе кажеме дека кај секоја жена, па и кај секој пациент кој што се прегледува, со самиот превентивен преглед започнуваат и се појавуваат различни чувства и самиот превентивен преглед некогаш може да предизвика чувство на страх. И психичките промени започнуваат веднаш по започнување на самите дополнителни преиспитувања на кои што се подвргнуваат пациентите до поставување на диагнозата и понатаму. Прво што се појавува се реакција на шок и неверување. Значи прашањата зошто јас, не е возможно,
сега што и што понатаму. Голем дел од пациентите, значи оваа психичка борба ја запроложуваат со чувството како да се остане силен во текот на целиот период, во текот на исследувањата, операциите, понатамошната терапија, онколошка хемотерапија и по завршување на лекувањето. Како да се остане силен и храбар е многу тешко и потребна е огромна поддршка и од целото семејство, од пријателите и од самата околина. Жените најчесто поминуваат низ лутина, очај, без тага. Тие се првите симптоми кои што се појавуваат. Најчесто се појавува анксиозност, депресивна симптоматологија, разни соматски растојства. Се појавува несоница, психомоторен немир, променлив апетит, некогаш намален, некогаш зголемен, малаксаност. Започнуваат промени на расположението, најчесто е намалено, со појава на мисли со депресивна содржина поврзани за себе, но најчесто поврзани за целото семејство. Цело време перзистира страх. Најчесто лицата се повлекуваат дома, се изолираат, започнуваат да избегнуваат контакт. Ова е борба на целото семејство и симптомите се појавуваат на целото семејство исто како и страна. Ако веќе зборуваме за ментално здравје, да спомнеме дека поголем број од пациентите, односно повеќе од 80% не бараат помош кога станува збор за менталното здравје и за психичките промени кои што настануваат во оваа борба. Иако менталното здравје се уште е табу тема и полека започнуваат работите во врска со тоа да се менуваат, голем број од жените ја менуваат оваа тешка борба сами со чувства на срам и страв да побараат помош. Стравот продолжува и по завршување на самата терапија, односно перзистира во текот на животот понатаму. Страв за себе, страв за членовите на семејството, страв да не се повтори болеста, страв да не се појави кај некој друг. Сакам да нагласам да се зачува менталното здравје и секој пат кога имам потреба да се побара стручна помош не е страшно или потребно во текот на целиот процес, како и стручна помош за нивно повторно враќање во секојдневниот живот. Со овие кампањи сакаме да ја подигнеме колективната свест и да порачаме на сите пациенти кои се борат со оваа болест дека не се сами, да им пружиме рака и помош, затоа што поддршка и стручната помош е клучна во овие моменти. Ви благодарам. Со нас денес е Дејан Гриџевски, психолог, специализант за гешталт метода. Па Дејане, може да ни кажеш накратко, значи, на кој начин овие техники и методи од психологијата даваат придонес кон сочувување на менталното здравје на жена? Благодарам, јас ќе станам. Вие ме представивте, но јас ќе се представам сам. Дејан Гриџевски, психолог, едукант, гешталт психотерапија. Докторката Бијана, психијатар, убаво така го тоа комплетираше и кажуваше и кажа за симптомите и емоциите кои што се јавуваат кај децата, кај кои што